Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Нјукастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма, овде во Нјукастел, Австралија, Пеце Вртковски. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. Утре, понеделник, 27. октомври, препа Параскева петка, петков ден. Службата од 9 са бајлето. А сега и другите соопштенија. Како што знаеме, се одржува концерт овде во нашиот македонски културен центар Нјукастел, и тоа сабота на 1 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Од наша убава Македонија доаѓаат имат немат музичкото шоу од Македонија со Жанко, Сања, Туше и Василија Петрова. Жанко е најдобриот хуморист, Сања Зделар и Василија Петрова најпопуларните млади во последните години, како и Благо Черстојаневски Туше, сите го знаеме и овде и во Македонија, е незаменлив, најдобар. Цената за овој неповторлив концерт е $50 по лице за деца до 13 години, влезот е бесплатен, деца од 13 до 18 години плаќаат половина карта. На овој концерт многу е важно да знаете дека вечерта ќе настапи нашата игрорна група Стив Наумов. Има уште неколку маси, јавете се да ви обезбедам маса со вашите најблиски. За карти, кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сато после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во вторник, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овој танц. Дојдете секоја среда од 5 попладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street, Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе во заеднички интереси. Останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко.
Научете нови ора и начин како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Њукастел. А за повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Њукастел. Сега нешто да проследиме за празникот Петковден. Петковден или зимски Петковден. Петкоен, Петковден и така натаму. Голем христијански празник, особено славен и почитуван во Македонија. Тоа е прв празник за домашна слава од зимските слави. Еден од обичаите кои се практикуваат на празникот на Света Петка е петолебие, кога луѓето носат 5 лепчина во црквата во спомен на настанот од Библијата, кога Исус Христос со 5 леба нахранил 5000 луѓе. При тоа 5 лепчина се осветуваат, при што едно му се дава на верникот, а 4 остануваат во црквата. Света Петка потекнува од градот Епиват, кој се наоѓал меѓу Силинаврија и Цариград. Таа е родена кон крајот на 10 век во петок, денот кога евреите се подготвува за празнување на празникот Сабот, тоа е сабота, затоа нејзе и го дале името Параскева, што значи подготовка. Родителите и биле богати христијани од словенско потекло, а освен Петка имали и еден син, Ефтими, кој за време на животот се замонаштил и подоцна станал епископ Малицки. По смртта на родителите, девицата Петка, желна за подвижнички живот, го напуштила родителскиот дом и отишла најнапред во Цариград, а потоа во Јорданската пустина, каде што останала до својата старост. Нејзиниот долг пустински живот во молитва и пост, што и притекнува со вера кон светителката во Скопје на населбата Црниче, постои црква посветена на ова светица, како и стотици други низ Македонија. Лековиот извор посветен на Света Петка во книжечкиот манастир во Македонија, често народо не ги разликува трите параскеви, петки, туку најчесто ги идентификува со една петка, најчесто со Света Петка Трновска, но ликот на овие светци го почитува и може да биде спореден со 40 дневницата која што Исус ја спроведел во пустината. Кога Света Петка била стара, еднаш и се јавил ангел и рекол: "Остави ја пустината и врати се во твојата татковина. Таму треба да и го предадеш телото на земјата, а со душата ќе се преселиш кај Господ." Света Петка го послушала небесниот глас, ја поставила својата омилена пустина и се вратила во Епиват. Таму таа поживеала уште 2 години и умрела во 11 век. Незините чудотворни мошти низ вековите биле пренесувани во Цариград, во Велико Трново, Бугарија, пак во Цариград, пак во Белград. Сега тие се наоѓаат во Романија, во градот Јаш. Во Белград постои вода, а ги јазма на Света Петка, која што чудотворно ги лечи сите болни, да берат дрва, да копаат, да прават рало, само не смееле да ораат. Жените уште од вечерта спроти петокот не работеле никаква работа, дури до петокот навечер, како што тоа го правеле евреите во саботата. Неделата не ја празникувале толку колку петокот, вели запишувачот на овие верувања. Култот кон Света Петка кај македонците е многу раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести, поради што народот ја нарекува уште и мајка Параскева. Многу лековите извори се поврзани со незиното име и се наречени петочни води. Света Петка низ рај се шета. Особено култот кон Света Петка бил раширен во Мариово, како што стои во записите на Крсто Бинев. Во овој крај петокот се празнува повеќе од неделата, онака како што евреите ја празнувале саботата.
Тоа празнување, вели запишувачот, не е во чест на воспоената од светата ни црква Светица Петка, која се празнува еднаш во годината, имено на 14 октомври, која селаните ја разликуваат од нивната Света Петка, ами по некој стар обичај останат, кој знае од кога и кој знае зошто. Населението за Света Петка верува дека е заштитничка на луѓето, нивни застапник пред Бога, ги чува од суша, помор, неплодност, грмење и воопшто многу зла и напасти. Како празник Света Петка повеќе го празнуваат жените. Во Маријово на овој ден мажите можеле празнуваат достоинствено со домашни служби и со големи собири и панаѓури. Во Евангелиско денот на Света Петка не се смета за голем празник, освен во селото Прдејци, каде што имало селска служба и каде што се собирал мноштво народ од соседните села. Овде Света Петка се сметала за сестра на Света Недела. Во Радовиш овој празник бил ден на овчарите. Тогаш за овчарите се правел добар ручек, им се исплатувало тоа што не им било доисплатено во текот на момокувањето и се пазареле за наредниот период. Спространов пишел дека се правело разлика меѓу Петковден и Света Петка од 26. јули според стариот, односно на 8. август по новиот календар. Почитувани слушатели, ќе слушаме сплет песни со Василија Петрова. Василија доаѓа овде во Њукастел другата сабота на 1. ноември во нашиот Македонски културен центар. Салата е скоро полна, има уште неколку маси, јавете се да ви обезбедам маса со вашите блиски. Кај мене на 0411 673 073. Да слушнеме Василија Петрова. Momento
Следува Благојче Стојановски Туше, кој исто доаѓа овдека во Њукастел на 1 ноември во сабота во нашиот македонски културен центар, заедно со Василија Петрова, Санко од музичкото шоу и Здијала Тања. А сега ќе слушаме од Благојче Стојановски Туше песната Мари Марија. Да го проследиме уште една соопштението. Се одржува концерт овде во нашиот македонски културен центар Њукастел и тоа во сабота на 1 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Од наша убава Македонија доаѓаат Имат немат мужичкото шоу со Жанко, хумористо, Сања, Туше и Василија Петрова. Жанко е најдобриот хуморист. Сања и Василија Петрова најпопуларните млади во последните години во Македонија и секаде. Како и Благојче Стојановски Туше, сите го знаеме овде и во Македонија. Цената за овој неповторлив концерт е $50 по лице за возрастни, за деца до 13 години бесплатно, од 13 до 18 плаќаат половина карта. Исто така да знаеме за овој концерт вечерта ќе настапи нашата игрорна група од Њукастел, Стив Наумов. Сите сте добродојдени. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073.
сопнав на лопатата, спреми се сега пиперчината, за да се собера. Одам покрај бавчата, се сопнав на лопатата, спреми се сега пиперчината, за да се собера. Хеј бавча, бавчата, дај ми ја лопатата, пиперче дома ти да посадиме, за да имаш шо да јадиме. Хеј бавча, бавчата, дај ми ја лопатата, пиперче дома ти да посадиме, за да имаш шо да јадиме. Да направиме, оти браво су македонче. Слушни ме мајчице, во бавча дојди жити се. Ај врче да направиме, оти браво су македонче. Еј бавча, бавчата, дај ми ја лопатата, пиперче дома ти да посадиме, за да имаш шо да јадиме. Еј бавча, бавчата, дај ми ја лопатата, пиперче дома ти да посадиме, за да имаш шо да јадиме. Бавча, бавчата, дај ми ја лопатата, пиперче дома ти да посадиме, за да имаш шо да јадиме. Еј бавча, бавчата, дај ми ја лопатата, пиперче дома ти да посадиме, за да имаш шо да јадиме. Бело лице имаш, белилце си немаш, белилце си немаш, нема кој да купи. Елено, вино црвено, елено, две црвени јаболки. Елено, вино црвено, snага имаш, коланче си немаш, коланче си немаш, нема кој да купи. Елено, вино црвено, елено, две црвени јаболки. Елено, вино црвено, елено, две црвени јаболки.
brațe imaš, urma si nemaš, urma si nemaš, nema koji da kupi. Eleno, vino crveno, Eleno, dve crveni jabolki. Eleno, vino crveno, Eleno, dve crveni jabolki. Dojdi ti za mene, urma ke ti kupam, urma ke ti kupam, na raka da nosiš. Eleno, vino crveno, Eleno, dve crveni jabolki. Eleno, vino crveno, Eleno, dve crveni jabolki. Видов тебе и се заљубив, во твојот поглед јас се изгубив. Што да правам сега, кажи ми. Се плашам душо мила од себе, што ќе се случи со мене, ако срце воли полуди. Пијана од љубов, пијана од тебе, чекор напред не смеам, зошто траеш со мене. Пијана од љубов, пијана од тебе, прв пат будна сонувам и се плашам од себе. Пијана од тебе, чекор напред не смеам, зошто траеш со мене. Пијана од љубов, пијана од тебе, прв пат будна сонувам и се плашам од себе. Za tebe lična ne veno, za tebe mome ubavo, za tebe čuvam altani i biseri. Za tebe čuvam altani i biseri. Hajda te mome kandizam, dvajcata da se zemime, svadba da si napravime, najgolema. Svadba da si napravime, najvesela. Кажи и ти на мајка ти, нека ти спреми дарови
ќе ти дојдам на гости со другари, моите верни другари, да се сватови. Во црква ќе си одиме, љубовта да крунисаме, во наша црква христијанска, македонска. Во наша црква христијанска, македонска. Ноќта тивко минува, сите спијат, а звезди треперат. Само ова срце лудо не ми заспива, да те види, мила умира. Само ова срце лудо не ми заспива, и по тебе душа умира. Само за нас вечерва, пејте песна добри ангели, носите ја кај неа, срце да и погари. Само за нас вечерва, пејте песна добри ангели, носите ја кај неа, срце да и погари. Има една вистина, овој свет е лага голема, а во него силна љубов ќе познаете, дури кога маж ке заплаче. А во него силна љубов ќе познаете, што за жена маж ке заплаче. Само за нас вечерва, пејте песна добри ангели, носите ја кај неа, срце да и погари. Само за нас вечерва, пејте песна добри ангели, носите ја кај неа, срце да и погари. Само за нас вечерва, пејте песна добри ангели, носите ја кај неа, срце да и погари. Само за нас вечерва, пејте песна добри ангели, носите ја кај неа, срце да и погари, носите ја
проследиме нешто повеќе за празникот Петковден. Преподобна мајка и чудотворка Параскева. Таа се смета за заштитничка од разни нестреки, но и од многу болести, поради што народот ја нарекува уште и мајка Параскева. Именден празнуваат Петко, Петкана, Параскева, Пенка. Светата православна црква празнува три личности со исто име Параскева, Петка. Поради што кај народот често се мешат и се мислат дека се работи за иста личност. Најчесто трите се идентификувани со Света Петка Епиватска, позната и како Трновска, чиј спомен се одбележува на 27 октомври. Името го добиле поради тоа што се родени во петок, а петокот како ден пред сабота бил ден за подготовки за празникот. Во предхристијанскиот период, кај евреите, саботата бил празник, а не неделата. Од тука Параскева значи подготовка. Првата Света Петка е преподобната маченица Параскева Римјанка. Се празнува на 26 јули и меѓу народот е позната како летна Света Петка. Во незините и незиното житие се вели дека незините родители биле римјани и дека и таа како единствена ќерка им се родила подолги и искрени молитви кон Бога. Рано се замонаштила, а подоцна како многумина други настрадала за верата Христова за време на царувањето на Антонин. На незиното мачење присуствувал и самиот император, но кога била фрлена во котел со врело млеко и масло и катран, таа останала неповредена, а од течноста му прснало во очите на императорот, пошто ослепил. Параскева се помолила на Бога и тој оздравел, откако гледајќи ги незините страдања, но и чудата што се случувале со незиното посредство, многумина ја примиле христијанската вера. Поради тоа била исечена со меч, а подоцна моштите биле пренесени во Цариград. Втората е светица маченица Параскева од Иконија во Мала Азија, која што маченички загинела за време на Диоклецијан. И таа била единствено дете на своите родители, поради што со големо внимание и љубов била воспитувана во христијанската вера. Параскева била уште малечка кога починале незините родители, а таа нивниот имот го користела за помагање на сиромашните, болните, странците и слично. При големите прогони на христијаните што се случувале во времето на Диоклецијан, настрадала и таа. Била фатена во 303 година и била предадена на судијата. Тој пак, изненаден од незината убавина, и понудил да стане негова невеста и ветувал богат и раскошен живот. Таа го одбила сето тоа, изјавувајќи дека сака да остане верна на својот Бог Исус Христос. Поради тоа била мачена, била ставена во оган, но останала недопрена од пламените јазици кои ги зафатиле оние што го подсивувале огнот. Гледајќи го тоа, судијата наредил да ја пресечат главата. Следниот ден и судијата загинал, што било толкувано како Божја казна за погубување на Параскева. Незините останки христијаните ги погребеле во незиниот дом, а над гробот подоцна се случувале разни чуда пред се оздравување на болни на секакви болести. Незиниот спомен се слави на 10 ноември. Најпозната е Параскева Петка, позната како Света Петка Епиватска или Трновска. Незиното житие вели дека е родена во Епиват, во Тракија, меѓу Силиврија и Цариград, на брегот на Средоземното море, кон крајот на 10 век. Родителите биле побожни, а така ги воспитувале и своите деца. Имала брат по име Ефтимије, кој подоцна станал епископ Мадицки, и Параскева уште од млади години покажувала интерес за монашкиот живот. Нешто и за здравието. Овие есенски намирници се одлични за вашето здравје.
ќе слабеете, а ќе го зајакнете имунитетот. Есента е вистинско време да го зајакнете имунитетот, но и да ги намалите килограмите. Ви представуваме листа од есенски намирници што се одлични за вашето здравје, а притоа ќе ви помогнат и да се ослободите од вишок од килограми. Прво, јаболко. Се вели дека едно јаболко на ден ги задржува мастите далеку од вашето тело. Јаболкото е совршена ужинка во секое време на денот. Тоа содржи пектин, растителен желатин, кој е полн со влакна. Второ, киви. Кивито има само 46 калории, но содржи одлична комбинација на растителни влакна и вода, која ќе ви обезбеди чувство на ситост. Ова овошје е важен извор на калиум кој го регулира крвниот притисок. Исто е богато со фолна киселина и синтеза на протеини како и антиоксиданци. Трето, овошје, шипки. Исто како брусницата, калинките и малинките и шипките имат малку калории и се полни со витамин С. Кулинарските експерти препорачуваат да ги јадете шипките во комбинација со сезонска салата. Четврто, мандарини. Мандарините се одлични разложувачи на масти, а имат многу малку калории. Тие се здрава ужинка, а може да ги јадете во комбинација на бадеми, мед и урми. Лесно се лупат, а содржат огромно количество на витамин С. Петто, урми. Урмите се здрава и нискокалорична храна и идеална замена за сладки. Тие содржат малку масти и протеини и големо количество на железо и диетални влакна кои се добар извор на антиоксиданци. Шесто, дуњи. Дуњите содржат витамин С, диетални влакна како и пектин и се одличен извор на оксиданци. Јадете испечени или свежи дуњи во комбинација со мед и ореви. Седмо, тиква. Тиквата содржи голема количина на влакна, калиум и витамин А. Јадете печена тиква или пак направете супа, пита или пире од ова вкусно есенско овошје. Семките од тиква се одлична ужинка, бидејќи содржат многу малку масти. Седмо, карфиол. Карфиол може да го конзумирате со големи количини, бидејќи содржи само 40 калории. Карфиолот е џранлив и содржи големи количини на влакна и е добар извор на калиум. Осмо, брокола. Броколата е идеална храна, бидејќи не содржи масти, а содржи многу калциум, витамин А и С. Предноста на овој зеленчук е фактот дека може да го комбинирате со секаков вид на храна и да го јадете свеж или обарен. Девето, цимет. Иако цимето може да јадеме преку цела година, но некако одговара на овој период од годината.Циметот е полн со магнезиум, но и со влакна, калциум и железо. Го потиснува гладот, го намалува шеќерот во крвта и го контролира нивото на инсулин во метаболизмот. И десето, ванила. Ванилата е одлична замена за шеќер. Овој зачин е нискокалоричен, засладувач и може да го искомбинирате со секако вид на овошје и сладки. Уште едно соопштението од свештеникот Пецо Петровски. Утре, понеделник 27. октомври, Препа Параскева петка, петковден. Службата од 9 сатот со бајлето. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.